Ни се закануваа дека ќе ме избришат од списокот на толкувачи во Сојузот на глуви, доколку им помагам на глувите кои протестираа, за да може да се разберат. Еден од толкувачите ексклузивно за Нова раскажа за притисоците кои ги трпи тој и глувите, за заканите и малтретирањето на кои се изложени овие луѓе од страна на, како што велат, раководството во Сојузот. Од разбирливи причини го заштитивме неговиот идентитет. Значи, конкретно постојат притисоци од Националниот сојуз на глуви и наглуви, конкретно од Васко Марков, за толкувачи знаковен јазик да не присуствуваат на протестот. Значи, они може да се поднесат барање глувите, законски имат право на 30 часа годишно на толкувач. Но, кога одат во некоја институција, конкретно ја збориме за судци, конкретно знам две личности кои што има во брзо време преведување, има побарано толкувач во суд, но сами се оплатија од джеп толкувачот. Значи тие 30 часа фактички кои што законот ги налага воопшто не се почитуваат. Има комисија формирана за знаковен јазик. Значи комисијата за знаковен јазик се состои од 5 члена: доктор на науки за знаковен, доктор на науки со потесно звање сурдолог, доктор на науки македонски, двајца глуви личности. Значи од доктор на науки нема ни еден присутен во оваа комисија. Значи има, ако не се лажам, една секретарка која што е во Националниот сојуз, која што е со средно образование, она е компетентна да даде да каже дали некој е компетентен да биде толкуваш за знаковен. Значи не е целата тука само да се мава со раци, како што може да се каже. Они вршат притисок конкретно на толкувачи, значи ниту еден не излегува јавно. Глувите бараат од нив да им биде проведувано, пошто пред медиуми сакаат да излезат, медиумите бараат толкувачи, но нито еден знае дека им бие за грозна позицијата, пошто во законот пишува дека Сојузот на глуви и наглуви може да им ги повлече сертификациите, значи тоа е надлежен. Вие добивте ли некој предупредување? Значи јас имам добиено предупредување од нив дека ќе бидам лишен од некоја листа на која што има тие евиденција на толкувачи. Да, доколку им помагаме на нив. Исто така за членските карти кои што он објави дека не се точни. Има неколку глуви личности кои што се вработени во една печатница, станува збор за четворица. Конкретно Националниот сојуз побрало тамо да бидат изработени членските карти, тамо се наплаќале 60 денари и они јавно им рекли на сите глувонеми дека се 60 денари, но пишува во документите дека тој бара 200 денари. После се повлечени од тамо, тие книжки не се изработуваат, а на глувите им беше изречена закана да ќе бидат избркани од работното место. Значи тие се проблеми кои што тие се соочуваат, тоа е една голема дискриминација. Во Националниот сојуз, поставен на Националниот сојуз е председател од Васко Марков. Неговиот зет е председател на Спортската федерација на глуви и наглуви. Неговиот син толкувач за знаковен јазик. Неговата сопруга заменик председател. Ако не се лажам, кума му е сега ова што е како генерален секретар Лиза. Значи буквално искористување на позиција. Глувите се соочуваат и со многу други проблеми, конкретно во образованието. Значи професорите не знаат знаковен јазик, може да замислите како мине еден час. Кога тие нешто треба таму да научат, нема кој тоа да им го каже. Исто и во кога идат во некоја институција, замислете, во државна болница кај нас во Скопје да влезеш, знаете колку е тешко ние, обичните луѓе во наводници, кажам, да се снајдеме таму, едно глуво лице кое го шетат од врата на врата, кој што не може да се снајде. Значи имаат навистина многу големи проблеми. Глувите денеска немаа можност да одлучуваат за избор на председател кој ќе го води Сојузот во иднина, бидејќи седница воопшто не се одржа. Пред Ареџамба се собраа глуви од цела држава. Екипата на Нова заедно со нив се упати кон канцеларијата на председателот Васко Марков. Сакавме да го прашаме на што се должи незадоволството на овие луѓе, дали се вистина обвинувањата упатени на негова адреса, но ни беше речено дека Марков не е во неговата канцеларија. Бараме председателот Васко Марков за една изјава. Јас извинувам само малце, може ли малце вака председателот денеска е значи во Министерство за труд има комисијата состанува и денеска е во труд и социјала. Аха, се извинувам само секунда момент. Треба е господјата Точи, само момент. Ало, ние го бараме председателот за да
Го прашаме за да ни одговори на обвинувањата на членовите на Сојузот. Да. Еве, ние дојдовме, го побаравме лично, не е тука, меѓутоа поканата останува отворена за него. По ова тие се упатија кон народниот правобранител, каде поднесува преставка за работењето на Сојузот и неговиот председател Васко Марков.